Ви благодарам. Почитуван министер, ми велите дека овој амандман вака како што е предложен не се прифаќа, така да очекувам од вас да кажете како да биде напишан за да се прифати. И воопшто не се согласувам со ништо од вашето излагање по однос на овој амандман, затоа што навистина не држи место токму во оваа ситуација во која што се наоѓаме како држава и во која ситуација се наоѓаат правните субјекти во Република Македонија, без разлика дали тие припаѓаат на јавниот или на приватниот сектор. Во вашето излагање велите дека имаат право слободно да се снабдуваат со електрична енергија, затоа што имаат склучено договори со некој од добавувачите на електрична енергија. Ма ајде да ве вратам за само еден месец, можеби нешто повеќе од месец дена, кога владата на Република Македонија на тие снабдувачи, на голем дел, не знам колку се на број, им ја одзеде лиценцата. И јас сигурна сум дека вие многу повеќе од нас знаете како сега правните субјекти и јавните, и државните, и приватните, и локалните се снабдуваат и по која цена ја плаќаат електричната енергија. Заради тоа што немаат договор со снабдувач. Снабдувачот кој што им обезбедувал енергија нема повеќе лиценца. Сигурно сум дека веќе имате информација колкава цена за струја за минатиот месец добија јавните предпријатија, државните предпријатија, локалните самоуправи и луѓето не знаат како ќе фатат крај со крај, како ќе исплатат оваа електрична енергија, односно сумата за потрошената електрична енергија, затоа што луѓето, раководствата кои што моментално раководат со овие фирми, се најдоа во ситуација заради тоа што владата раскинува договори, тие немаат склучен договор со добавувач и да се доведени во ситуација да плаќаат електрична енергија по сигурно 10 пати поголема сума, односно поголема цена. Господине министер, состојбата со снабдување на електрична енергија навистина во Република Македонија е алармантна. Во вашиот говор по однос на овој амандман, вие ми велите дека владата издвоила средства за помош на ЕСАМ, меѓутоа ајде јас да ве потсетам дека од тие средства кои што ги издвои за до крај на година за само 17 дена се потрошени 30 милиони денари. А пак во буџетот за 2022 година воопшто не предвидувате средства за помош на фирмите, на компаниите, односно на правните лица. Цената на електричната енергија на светската берза веќе е до 250 евра за мегават час, што значи цената на електричната енергија за многу кратко време порасна за 5 до 7 пати. И за жал, за голема жал за нас овде во Македонија, заради тоа што владата не обезбедила струја, не резервирала струја на време, нема ни информација дека цената на струјата во догледно време ќе се намали. Значи, она што не очекува од наредниот месец, односно во зимскиот период, е катастрофа во Република Македонија. Исто така, ќе ве потсетам дека Стопанската комора, односно членките на комората, веќе уште во октомври месец ви алармираа за состојбата која што не очекува и тие соопштија навистина загрижувачки информации дека е вистина ова што ви го зборував претходно еве јас за јавните предпријатија, меѓутоа за прекинувањето на договорите за снабдување со електрична енергија на трговците и другите приватни правни лица. Повторно ќе речам, сигурно вие повеќе од нас имате информација дека скоро сите компании, или ајде еве над 90% од компаниите веќе имаат и поднесено жалби, затоа што договорите им се прекина, а им се понудија да потпишат нови договори, значи за 3 пати, 4 пати, 5 пати поголеми суми, ги ставате луѓето во многу неповолна ситуација. Членките на комората има состанок со сите релевантни фактори, со МЕП, со ЕСАМ, Регулаторната комисија за енергетика и она што можевме ние да го проследиме од медиумите е дека главните чинители, државни чинители,
во Република Македонија, нив им соопштиле навистина загрижувачки информации и за жал регулаторот, представникот на регулаторната комисија беше кажано дека им соопштил на овие правни лица, односно на членките на Стопанската комора во Македонија, дека нема начин на кој што би можеле да ги натерат трговците со енергија да ги продолжат договорите на фирмите, односно она што може да се направи е тоа што го направивте, односно да им се дозволат лиценците за увоз. Во контекст на овој амандман за кој што зборуваме денес, значи тоа е и заклучок на состанокот на оваа комисија, кога се барало од државата да го зголеми домашното производство на струја. Гледаме дека домашното производство на струја нема шанса со овие луѓе кои што раководат со овие комбинати да се зголеми, заради тоа што очигледно е дека не знаат како да раководат и како да работат, и единствено што останува да Република Македонија увезува струја, како што споменав, по енормно високи цени. Како што споменав и вчера, Стопанската комора имаше или има големи надежи во активирањето на ТЕЦ Неготино, кој што работи на мазот, меѓутоа видовме дека во нашата држава нема ни мазот, па и тој се очекува да се увезува. Кога ќе се увезе, по која цена и како ќе се увезе и колку ќе се произведува струја, останува само да видиме. Почитуван министер, ако еве нас овдека како пратеници не слушате, јас мислам дека е редно да ги слушните како влада представниците на Стопанската комора, и тие се релевантните фактори кои што реално се соочуваат со проблемот со енергетската криза која што постои во државата. Предлагаат тие да се обезбеди како гарантен резервен фонд за добавувачите при овие тешки услови, меѓутоа повторно ќе речам, вие сте тие како влада, кој ви е планот и што ви е планот да им кажете на представниците на Стопанската комора, а со тоа и на граѓаните на Република Македонија. Како што споменав, ситуацијата во Република Македонија е алармантна и се очекува да се преземат ургентно некои мерки за да се промени состојбата, односно да се промени ситуацијата. Една од тие мерки е токму да се спроведе со начинот на кој што ние предлагаме во овој наш амандман, и повторно ќе речам, имајќи го во предвид фактот дека вие во буџетот за 2022 година не нудите ништо. Немате одделено средства со кои што би им помогнале на компаниите, на правните лица, на граѓаните во Република Македонија. Единствениот начин да интервенираме во буџетот кој што ни е понуден и го разгледуваме се уште овие денови е да го прифатиме, да го прифатите, колеги пратеници, овој амандман кој што министерот го одби, со што ќе помогнеме на правните субјекти во Република Македонија, а повторно ќе речам со тоа на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам.